Децата брзо растат, затоа е безценето да се бележат, да се документираат, да се фотографираат првите моменти од нивниот живот. Гостинка во 0N+ е Маја Аргакиева, професионална фотографка која што се занимава со фотографирање на бебиња и деца. Така е. Добар ден и добре дојдовте во студиото на телевизија Телма. Кажете ми како вие започнавте да се занимавате со фотографија? Кога почнавте да фотографирате? Со фотографија се занимавам многу одамна. Значи можеби веќе 20 години. А конкретно со детска фотографија од кога се родија моите дечиња 2011 Така. година. Тоа раѓањето на вашите близначки доведе до многу промени во вашиот живот, меѓу другото и професионални промени, бидејќи вие претходно работевте во маркетинг агенција, ја напуштивте работата и сега се занимавате со професионална фотографија за деца и бебиња. Кажете ми како дојде до тој момент? Дали прво почнавте да ги фотографирате вашите ќерки? Како се случи сето тоа? Да, останав дома. Нели бев кога се породив со близначињата, морав да бидам дома, а фотографијата до тогаш ми беше прва љубов. И некако природно си дојде нели да ги фотографирам нив. И почнам да ги објавувам тие фотографии на Facebook, на интернет, да, предизвика големо внимание и малку по малку спонтано си дојде да почнам да фотографирам и други дечиња. Така, почна родителите, предпоставам, да ви се обраќаат, да бараат да направат исти такви фотографии, такви спомени за своите дечиња. Да. Се сеќавате ли на првата фотосесија за некое бебе? За некое друго бебе, освен вашите? Да, на почеток ги фотографирав бебињата од пријателите. Така? Да, затоа што тие нели беа први што бара и мене ми требаше да го набилдам портфолијата, да соберам повеќе фотографии и после почна и други луѓе да се јавуваат. Предпоставам дека имате направено безбројни фотографии за вашите ќеркички. Го документирате ли секој период од нивното растење? Да, се трудам да ги фотографирам колку може повеќе. Кога беа бебиња многу повеќе ги фотографирав, сега има периоди кога малце поретко ги фотографирам затоа што сум посветена на работата и на фотографирање на други дечиња, ама гледам да има секој период како растат да биде забележан. А сакаат да се фотографираат? Сакаат они да фотографираат. Тоа е нормално. Да го следат примерот на мама. Да, секогаш кога ги изедам апаратот ми го зимат од рака. Така. Кога зборуваме сега за професионална фотографија за бебиња, кој период од денот е, да речеме, најдобар за фотографирање на бебе? Зависи дали се работи за фотографирање на новороденче или на поголемо бебенце. Ако е новороденче, треба да спијат. Во принцип, тие поголем дел од денот спијат, ама гледаме да го прилагодиме времето баш кога му е термин за спиење, затоа што новороденчињата се убави кога спијат. Тогаш се мирни. Тогаш се мирни и можам да ги наместам во разни позиции. Можам да ги ставам во корпа. Ако е будно, ќе мрда, може да се чукне од корпата, може да го чукне главчето, рачето. Немаат координирани движења се уште и затоа се многу посладки кога се наместени, кога спијат. А бебенцата што се поголемите, што се од 6 месеци, нив ги фотографирам будни и со нив се договараме. Значи, кога одговара на бебето, секој бебенце си има различен редослед, нели? Дали е важно, да речеме, бебето да биде нацицано пред фотографирањето? Има ли некои такви правила на кои што инсистирате за да може фотосесијата да тече? Да. Како што треба? Сакаме бебето да биде задоволно, наспано, најадено се, за да можеме да направиме добри фотографии. Инаку ќе плаче, нема да можам да го фотографирам. Добро ќе го измалтрираме бебето, сузама непотребно. Колку обично трае една фотосесија? Што се фотосесиите за новороденчиња, да, тие знаат пократко или не? Грешам? Знаат да траат и по 4-5 сати. Вистина. Да, затоа што го чекаме бебето неколку пати цица, па јас додека го подместувам, тоа ќе се разбуди. Се зависи колку е помало, туку полесно ќе продолжи да спие. Ако е постаро, му треба поише време да заспие пак, па го нишкаме. Во сите тие 5 сати повеќе има доење и пресоблекување и нишкање. Фотографирање. Еве сега тука идат некои инсерти кои што се поврзани со начинот на работа, направени се за Дормија конкретно.
тука има мали бебиња, нови бебиња, односно новороденчиња, но и бебиња од 5-6 месеци, ако не се лажам. Реквизитите што ги гледаме, дали ви одлучувате што се ќе биде искористено на фотосесијата или се договарате со родителите? Како тие сакаат да изгледа фотографијата? Имам корпи, кебенца, се што ми треба. За новороденчиња имам марами, такви работи си. Така? Додатоци за девојчињата машнички. Родителите обично ставаат на мене со тоа што се ако имаат некоја милена боја ќе ми кажат може ли да во жолто или не знам, да направиме нека комбинација или нека корпа ако им се допаѓа посебно по таа. Ама во принцип оставаат на мене. Така. Да. Што ви е најважно при изработката на овие фотографии? Дали е важна играта со бои или е најважна оригиналната идеја? Од што поаѓате? Мене ми е најбитно бебето да биде во фокус. Не сакам да имам премногу елементи околу кои што го одвлекуваат вниманието. Така? Битно ми е бебенцето. Тоа ги интересира родителите, тоа е главниот мотив за фотографија и тоа гледам, значи сите други елементи да бидат компонирани така за да се истакне бебенцето. Така. Што се однесува до начинот на фотографирање, напоменавте дека е важна дневната светлина, дали тоа значи за новороденче дека не користите блиц? Не, само на дневна светлина. Зошто е тоа така? Не сакам да ги вознемирувам блицот светка, може лесно се будат, а и имам читано разни студии дека може да повлијае на видот. Не сакам да ризикувам, а и најубаво ми спаѓаат фотографиите кои се на дневна светлина и затоа. Имате ли ваше студио каде што ги работите фотографиите? Имам сега. Имам станче кој што ми е прилагодено за фотографирање на бебенца. Чисто е. Да, тоа е многу важно. Напоменавте дека е многу важно да биде чисто. Да, мене ми беше многу битно. Моите бебиња кои беа многу мали, големо внимание посветував на тоа да ми биде чисто дома, да ми биде све испрано испеглано и истото гледам да го применам сега со бебенцата. Секогаш гледам да биде затоплено, затоа што ги фотографирам голички и мора да биде температурата барем 27-28 степени. Тоа сите тие марами и се што користам, тоа е чисто испрано, после секое фотографирање се пере, кебенца, да. Има ли голем интерес за фотографиите? За овие фотографии за бебиња? Има, да, има. На почеток немаш, мислам, не беше вообичаено, нели кај нас бебенце до 40 дена не се изнесува од дома и се. И сега како поминува време, луѓето ги гледаат овие фотографии, сакаат и тие. Да кажам дека фотографиите на новороденчиња се прават во првите 2-3 недели. Така. Кога се уште малецки. И има заинтересирани. Многу е убаво затоа што станува спомен за родителите, за баби дедовци. Еднаш тоа е толку малецко. Да, брзо растат. Гледам по моите дечиња. Брзо растат, брзо се менуваат и многу е значен секој момент од нивното растење да се фати. А толку малецки нема да бидат никогаш повторно. Имате ли некоја евиденција колку фотографии имате направено до сега? Тоа вчера го мислев и нема време да проверам, ама сигурно на 100 бебиња. Одлично, одлично. Браво, одлично. Месечно колку имате вака работа? Имате ли доста? Зависи од периодот, ама еве сега, во овој период има доста работа. Не знам што 3-4 дена во неделата сигурно фотографирам. Така. Како може да ве најдат оние што се заинтересирани? Да, може на Facebook страната. Така, социјалните медиуми се алатка за комуникација. majargekijevafotografi.com е веб страната, може таму да ги видат фотографиите, пишува број на телефон. Сте правеле изложби со вакви фотографии? Планирате да направите? Имате таква некоја идеја? Бидејќи сепак ова е на некој начин уметничка фотографија. Да, во 2012 мислам дека беше, имавме изложба на фотографии во Чифтама. 9 жени фотографки. Тоа беше во рамки на Скопско лето и јас таму се представив со фотографии од моите девојчиња, од кај ја одведа. После за Дормео правевме изложба од тие фотографии. Така? Не се сеќавам пред 2014 мислам дека беше, ама во план ми е да направам, да. Барем од новороденчиња. Сакате да работите со деца и со новороденчиња, тоа се гледа и се чувствува.
Кој е предизвикот тука, кажете ми? Кога знаете дека создавате спомен, кој што ќе трае за секогаш, голема е љубовта која што ја вложувам во тоа, затоа што знам дека им значи на родителите. Посебно ако тие фотографии се испечатат и ако се стават дома како нели семена фотографија, убаво изгледа. Так, ми напоменавте дека понатаму сакате да работите фотографии со новороденчиња, сакате на тоа да се концентрирате во иднина. Да. Повеќе Поголемо е задоволството од уживањето во сето тоа? Да, некако тука поише се пронаоѓам. Так. Во фотографирање на новороденци. Так. Јас се надевам дека ќе продолжите и понатаму и дека ќе бидете успешна, односно сте успешни, ќе бидете уште поуспешна во сето тоа и дека ќе можеме да видиме некоја изложба со фотографии на новороденчиња. Ќе бидете поканети, дај Боже, фала. Так. Ви благодарам за гостувањето во 0N+, а ние продолжуваме понатаму со прилог. Проверете како клима уредот влијае врз здравјето на вашето дете. Филтрите се во ред, но веќе после една сезона филтрите пред првата употреба треба да се измијат. Тоа е работа што ќе ви одземе 10 минути, а во упатството има детален опис како филтрите се вадат. Надворешно внатрешната температурна разлика треба да биде од 5 до 7 степени. Секако, ако надвор е 40 степени И тука е крајот на денешното издание на 0N+. Гледајте не повторно од понеделник. Имајте пријатен викенд. До гледање.